Следуваат ли нови информации и искази на главните актери во случајот Рекет? Новинарот Геровски, кој го понесе најголемиот дел од обелоденувањето на аферата, за Алфа веле дека допрва ќе се изнагледаме циркузи, но и евентуално ќе слушнаме нови агли за целата приказна со рекетирањето. Па имам информации. Сега знаете како е, кога имате информации треба човек да биде внимателен. Во моментов, додека трае судењево, нешто што мене искрено лично не ми се допаѓа, се прави еден обид за едно задоцнето менаџирање на политичките последици на аферата Рекет, и мислам дека и тоа може да се одрази многу негативно на имиджот на оваа власт. Веќе во јавноста има неколку афери Рекет. 1, 2, 3. А се поверојатно е дека ќе има и Рекет 4. До која бројка ќе се редат овие случаи засега е непознато. Но Геровски веле дека има уште многу да се истражува. Под притисок на таа рекетарска група или воопшто на таа, како да кажам, рекетарска практика, били многу други компании, дека има, мислам дека се уште ќе се отвара прашањето и на Рекет околу Рек Битола. Мислам дека се уште нема така лесно да се затвори прашањето околу изградбата на болницата во Штип. Инаку првата афера за рекетирање на бизнисмен и злоупотреба на службената положба резултираше со обвиненија за Боки 13 и поранешната специјална обвинителка Катица Јанева, а вината ја призна Зоран Милевски Кичеец, кој доби казна затвор од 3 години. Иако постојат сериозни сомневања за вмешаност на високи политички функционери во случајот, изгледа како се да се прави за аферата да застане и цената да ја платат само Боки 13 и Јанева.